Поштовани гледачи, како што веќе забележувате, се наоѓаме во близина на бината која што е поставена во центарот на Кратово, односно на нивниот плоштад, каде што се одржуваат седмите поред златни денови. До мене ќе се наоѓа представник од општината Кратово, кои што се и организатори на овој прекрасен настан. Со оглед на тоа дека се наоѓаме на втората фестивалска вечер, еве кажете ни како помина вчерашната прва вечер и како сте задоволни од истата? Така, пред се ви благодарам што денеска оваа вечер сте во Кратово, за да го доловите овој момент од втората фестивалска вечер, од 7-то издание на Златни денови Кратово 2025 година. Вчера го отворивме вечерта со првата фестивалска вечер, каде што беше посветена на народната музика, на народната песна, каде што настапуваат пред се вечерта ја отворија учениците од основното училиште Стефан Гајдов од општина Велес, а потоа на сцената со убавата народна музика, со убавата песна, настапија Мераклиите од Мерак Мејана. Тука имавме 5 изведувачи и тоа беше Маријан Коцев, Даце, Анета Љумаковска, Адријана Кеш и Татјана Стефановска. Вечерта продолжи поста со добрата забава, каде што настапи Боби Павловски, забавуваше целата публика, сите пееа на глас со прекрасните мелодии што тој ги изведуваше. А за младата публика на крајот, за да го задржи вниманието, беше диџеј Андреј до вечерните полнокни часови. Да, еве сега се наоѓаме на втората фестивалска вечер, во тек е првата група која што е одлучена да настапува и што е оно што вече ќе имат кратовчани и сите останати од околните градови, еве и од Пробиштип, кои што се тука во Кратово да погледат. Така, сега започна веќе, како што слушаме, втората фестивалска вечер, каде што настапува групата Флукс. Тоа се 4 рокери, каде што еден од екипата е всушност и наш сограѓаник од Кратово. После нивниот настапува шармантниот Мартинијан Кириловски. За најмладите го имаме тука и Тајзи, каде што ќе има еден часовен концерт. А по нивното завршување секако настапува атрактивната балканска звезда, новосаѓанката Наташа Беквалац. Со нојното завршување на концертот ќе настапи диџеј Жак. Одлично, со оглед на тоа дека сме на втората фестивалска вечер, ќе те прашам кога имаше повеќе народ, вчера или сега во моментот вечерва? Се уште е рано, гледам она раздвижено сега, но очекуваме по нашите дека денеска ќе имаме, бидејќи ова ја нарекуваме и главна вечер, втора фестивалска вечер, бидејќи имаме Балканска звезда, очекуваме многу повеќе народ, како што од наши сограѓани и од околината, од општина Пробиштип, Крива Паланка, Свети Николе, Кочани, Куманово, мислам дека тие градови повеќе.